Најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар преку официјално соопштение до јавноста, адресирано до претседателот на ФФМ Муамед Сејдини, до управниот одбор на ФФМ и до судиската организација, но и до медиумите, бара промена на комесарот за делегирање на судиите, но исто така побара воведување на ВАР технологија за следната сезона. Со оглед на многуте гласни коментари на повеќето клубови од првата и втората фудбалска лига, ние како фудбалски клуб Вардар започнуваме иницијатива за итна смена на комесарот за делегирање на судии Маријан Ристевски. Воедно како клуб за неуспесите и поразите вината прво ја гледаме во сопствените редови, но по консултација со стручни лица и со оглед на фактите од изминатите 13 кола, може да се констатира дека Вардар е најоштетениот во однос на судиските грешки. Ние никош јавно не излегувавме со соопштенија и реакции за разлика од другите клубови кои со мизерни реакции се обидуваат да ги негираат нашите победи. Ние како клуб поставаме на телата и органите на ФФМ да си ја работат работата и да ја покажат својата стручност околу грешките и спорните моменти. Поради ова бараме и од останатите клубови поддршка на ова иницијатива за итна смена на комесарот за делегирање на судии и радикални ставови на сите клубови за воведување на ВАР технологија за следната сезона. Промената на раководството на судиската асоциација, поточно барање за разрешување на Маријан Ристевски се препишува неколку фактори, вклучувајќи и проблемите кои гласно ги посочуваат клубовите од македонскиот шампионат по секојнат прварувачко коло и потребата за иновации од организацијата. Промените се бараат за поголема усогласеност со промената кон поголема транспарентност и одговорност, вклучувајќи значително учество на членовите во изборот на наследник, кој ќе го води со фокус на модернизирање и зајакнување на судискиот систем, се вели во соопштението на фудбалски клуб Вардар. Екипата на Вардар во претходното коло славеше Начкупи со 3-2 и со тоа им се врати на победите. На своето конто им 11 бодови се наоѓа во опасната зона.